во оазата на диносаурусите. Беше прекрасно, сончево саботно утро. Биби, току што се разбуди, си ги изми лицето и забите, се облече и појде на кај прозорецот да види дали Боби е веќе надвор. Кога? Какво изненадување! Па тоа беа Даро и неговите родители. Јеј! Зази! Па ние имаме гости! Не, овој пат вие ќе дојдете кај нас на гости. Дојдовме да ве земеме со нас во оазата на диносаурусите. Да не земете со вас? Навистина? Навистина. Здраво, Биби, здраво. Зази, ќе ни дојдете на гости. Дали може да дојдат и Боби и Зина? Ве молам. Да, се разбира. Сакам гости. Ќе одиме во оазата на диносаурусите. Јеј! Така, сите заедно се упатија кон волшебната планина, во чие средиште беше скриена оазата на диносаурусите. По речиси 2 часа, веселата дружина се приближи до волшебната планина. Биби и Боби едва и чекаа да ги видат другите диносауруси од оазата. А Зази и Зина, па се разбира, тие едва и чекаа да прават палавштини со Даро. Зази, Зина, фатете ме. Не можете. Не. Сушност, Даро, Зази и Зина почнаа да прават палавштини уште пред да пристигнат во оазата. Биби сакаше да им каже да се стрпат уште малку. Остануваше уште да поминат низ тунелот што водеше до внатрешноста на планината. Но во тој миг... Леле, тоа беше земјотрес. Многу силен земјотрес. Почнаа да паѓаат камења, да. А мајката и таткото Диплодокус ги засолнија Биби, Боби, Даро, Зази и Зина. Дури и Биби се исплаши. А вие знаете колку е Биби храбра, нели? Кога се смири тресењето, сите побрзаа да видат дали е се во ред. Но кога стигнаа до тунелот, што да видат? Влезот во тунелот беше затрупан со куп огромни камења. Оф! Што се случило овде? Каде исчезна тунелот? Што? Мамо? Тато? И од каде доаѓа тој чад? Нели планината беше изгаснат вулкан? Нели рековте така? Вулканот е изгаснат, но никогаш не се знае. Може да е само заспан, па да се активира, но може би и нема. Се надевам дека нашите пријатели диносауруси се добро. Многу сум загрижена. Верувам дека се е добро, верувам. А и ние ќе смислиме нешто, нели, Боби? Да, така е. Силниот Боби ќе ги тргне камењата како од шега. Еве, гледај, Биби, гледај и ја чуди се. Тешкичко е. Камењата беа многу големи и тешки. Сите заедно успеа да го поместат само најмалиот камен. Во меѓувреме, Даро се пробиваше помеѓу камењата, обидувајќи се да стигне до тунелот кој води во оазата на диносаурусите. Тесно. Зази, Зина. Помош, бргу. Браво, Даро! Браво и за Зази и за Зина. Тие успеа да се пробијат до тунелот и побрзаа да видат што се случува во оазата. За среќа, во оазата на диносаурусите се беше во најдобар ред. Освен што, другите диносауруси беа мощно загрижени за чадот што излекуваше од едно место во земјата. А беа секако и малку исплашени од силниот земјотрес.
Даро им објасни што се случило, дека влезот од тунелот е затворен. И кога го слушнаа тоа, диносаурусите побрзаа да помогнат да се расчистат камењата. Но, Даро, каде е Даро? Даро! Леле, и Зази и Зина, па ние не забележавме дека ги нема. Каде сте? Уште малку ни недостига, а да имаше уште некој да турне. Пуштете ме мене! Јеј! Зази, Зина, Даро, па вие сте биле внатре! Е, перипи! Храбриот Даро и храбрите зазулчиња! Јас храбар. И така, тунелот повторно беше прооден, а работите во оазата на диносаурусите полека, но сигурно се враќаа како што беа пред земјотресот. Веќе немаше чад, сите беа весели, а Биби, Боби, Зази и Зина си поминаа еден навистина незаборавен викенд. И така, другарчиња, дојдовме до крајот и на оваа сказна. Еј, леле, ке заборавев! Даро беше награден за неговата храброст со посебен медал кој му го додели најстариот диносаурус во оазата, дедото Трицератопс! Благодарам. Ете така, значи, дојдовме до крајот и на оваа сказна. Довидување, драги другарчиња! Се гледаме повторно во следната сказна. Ве сакам!